Презентацията дека си ја гледам и ще ја заборим дека ще ја имам. Почитувана председателка на РСДСП Гордана Кожуваровска, почитувана министерка за труд и социјална политика госпоѓа Јованка Тренчевска, почитуван министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитуван министер за транспорт и врски господин Благој Бочварски, почитуван министер за локална самоуправа господин Горан Милевски, почитуван раководител на одделението за средно образование господин Муран Кадриу, почитувани присутни и драги гости од Република Северна Македонија, Србија, Хрватска, Република Српска, Бугарија и Црна Гора. Имам чест да го најавам отварањето на стручниот собир кој ќе се одвива под насловот Безбедни деца, безбедна иднина во рамки на јубилеот 60 години од постоењето на РСДСП. Децата се нашето најголемо богатство. Многу пати го слушаме ова, колку пати да го повториме, ова никогаш нема да биде само фраза. Секој човек на планетата инстинктивно реагира заштитнички кон овие прекрасни наши суштества, нашата иднина, но нивната безбедност не зависи само од индивидуалната грижа, туку и од општествената во најголема мера. Прогресивноста на едно општество се одликува со висок степен на грижа за децата како влог за нивната безбедна иднина. Особено ми е драго што токму оваа категорија е тема на овој денешен стручен собир кој влева надеж дека на светот се уште постојат луѓе со високи морални начала на кои ова им е приоритет. Чест ми е да ја најавам председателката на РСДСП која низ својата кариера се занимава токму со оваа проблематика. Почитувана Гордана Кожуваровска, повелете. Почитувани министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, министер за труд и социјална политика господја Јованка Тренчевска, министер за транспорт и врски господин Благој Бочварски, министер за локална самоуправа господин Горан Милевски, почитувани присутни и драги гости од Србија, Бугарија, Хрватска, Република Српска и Црна Гора. Децата се најранливата категорија учесници во сообраќајот. За деца во сообраќај се сметаат лица на возраст од 0 до 14 години. Тие во сообраќајот учествуваат како патници, пешаци и возачи, пример, возачи на велосипеди. За жал, токму сообраќајните несреќи се многу меѓу 5 најчести причини за смрт на децата во светот. Според статистиката, најголем број од децата страдаат како патници во возило, што е дополнително и со фактот дека многу мал процент од родителите безбедно ги превезуваат своите деца на детски седишта во автомобилите. Нешто помал процент од децата се загрозени како пешаци, а најмал е процентот на настрадани деца при управување со велосипед. Ваквите несакани настани предизвикуваат неописливи страдања и тага и оставаат последици врз функционирањето на семејството. Се рефлектираат и врз општеството кое останува
е лицето од многу млади животи кои со својот интелект и младост требало да бидат двигатели, односно сила на општеството. Во раните години на децата им е потребна помош од возрастните, за да се справат со значителните ризици поврзани со учеството во сообраќајот на патиштата. Нив им треба особена помош во откривањето на присуството на сообраќај и проценувањето на брзината и растојанието на сообраќајот што доаѓа. Како што растат и се развиваат и со помош на возрастните, децата стануваат се повеќе свесни за тоа како може да управуваат со собствената безбедност и стануваат побезбедни учесници во сообраќајот. Затоа неопходно е да се спроведува континуирана и квалитетна едукација на децата, како и континуирано надоградување на нивните знаења и способности со цел да бидат одговорни и совесни учесници во сообраќајот. Во таа насока, денес, Републичниот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата организира стручен собир со наслов "Безбедни деца, безбедна иднина", на кој ќе бидат офатени повеќе теми кои се однесуваат на учеството и безбедноста на децата во сообраќајот. Овде, особено драгоцена, ќе ни биде размената на искуства со нашите колеги експерти од областта на сообраќајот од поранешните југ републики и од Република Бугарија. Денес Републичниот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за транспорт и врски и Министерството за локална самоуправа ќе подпишеме декларација за поголема безбедност на децата во сообраќајот под мотото "Безбедни деца, безбедна иднина", со која секој од страните во рамки на своите надлежности и област на делување ќе придонесе за зголемување на безбедноста на децата во сообраќајот. Децата се нашето најголемо богатство, нашата иднина. Императив на сите нас е да ја зголемиме безбедноста на децата во сообраќајот, со што ќе ја заштитиме и нивната и нашата иднина. Во оваа насока, особена чест ни е вашето присуство и заложбата за придонес со активности за унапредување на безбедноста на најмладите учесници во сообраќајот. Да се биде безбеден во сообраќајот е многу повеќе од стекнување знаење и справување во одредени ситуации. Тоа првенствено е желба да се сменат ставовите и однесувањето на сите учесници во сообраќајот. Затоа, навремената едукација на децата за сообраќајните правила и прописи, заложбата за нивна подготовка, за успешно вклучување во сообраќајот, во иднина, како пешаци, возачи или патници, како и промената на ставовите и однесувањето на сите учесници во сообраќајот е концепт кој неминовно ќе даде резултати во насока на постигнување поголема безбедност на децата во сообраќајот. Ви благодарам што одвоивте време да присуствувате на овој свечен собир
и што и на овој начин давате свој придонес во грижата за безбедноста и заштитата на децата учесници во сообраќајот, како и придонес во заедничкото издигнување на безбедноста на сообраќајот на уште повисоко ниво. Ви благодарам. После овие убави зборови, сите можеме да бидеме спокојни од една едноставна причина, затоа што веќе сме убедени, односно сме сигурни дека има чинители кои што се грижат во поглед на безбедноста на нашите деца, за да обезбедат она што за нив ќе значи безбедност како учесници во сообраќајот покрај сите нас, како нивни родители и нивни старатели. Сега доаѓаме до еден важен момент, подпишување на декларацијата. Би сакала овој чин да го поздравиме со еден аплауз. Додека се прави заедничката фотографија, би сакала да го најавам историја од делот конференцијата, кој што ќе се одвива по кафе Пауза. Во 12:45 ќе имаме презентации на трудови на тема Децата, најранлива категорија, учесници во сообраќајот, безбедно превезување на деца со моторно возило, најчести причини за сообраќајни незгоди во кои има повредени или закинати деца. Почитувани присутни, можеме да преминеме на вториот дел од конференцијата, во која што ќе проследиме неколку презентации на трудови на тема. Гости предавачи Милија Радовиќ, АБСРС, Република Српска. Prije 60 godina neko je bio, da kažem, pametan i osnovao Savez za bezbednost saobraćaja u Velikom Beogradu. Ja ću kratko predstaviti jednu, da kažem, značajnu aktivnost kada je u pitanju unapređenja bezbednosti. Bojan i Bojanku učimo, znači, osnovna pravila saobraćaja. 2014. godine u Banja Luci i od tada se čiji je kolovoz, čiji je trotoar, čija je biciklistička staza, kako se krećemo trotoarom, kako obilazimo prepreke na trotoarskom prelazu sa semaforom, bez semafora, prelazak ulice na raskrsnici sa semaforom i šta kad je teško, kako i to je taj uzrast koji je obuhvaćen našom predstavom. Jučer smo održali predstavu u distriktu Brčko. Dakle, svako kažem da Republika Srpska godišnje u neke generacije je negdje oko 20 do 25%. Imaćemo pravi efekat kad 70 do 80% naše djece dobije na poklon Bojanku i slikovnicu i materijal za osvjetljavanje, znači svjetlo od 10 predstava, obišli smo, pa mogu reći skoro sve gradove u Republici Srpskoj, negdje u pozorištima dozvoljavaju. Ovdje naravno puno sam zamarao. Dakle, predstavu prati pjesmica u više škola
i naravno da je sve to pokazalo jako dobre efekte u smislu da djeca nakon ove predstave dosta nauče. Снежана Вистеска доаѓам од сообраќајниот училишен центар Асофор Петрушевски од Скопје. Паметни телефони и друга технологија, безовестно и повторно во возилото на работа ги извршува работните задачи за пред крајот за бирка 4 метри, а високиот возач го забележува на помало растојание од 3,4. На втората слика гледаме како изгледа поглед на 3,9 метри, за на крајот кога имаме камионет во паркинг зона, ова растојание се зголемува. Видливоста е максималното растојание на кое возачот може да ги види и идентификува предметите околу возилото и видливоста е многу значајна за безбедност доколку управува со истото. Постојат и многу други причини кои влијаат на видливост на возилото, осветленоста на просторот, командната табла, столбовите на возилото и многу други. Резултираат со тешки повреди. Малите деца се особено изложени на ризик да не бидат забележани од возачите кои се враќаат во предметите околу возилото и видливоста е многу значајна за безбедноста на децата, како и на сите учесници во да се научат дека паркингот не е место за да биле повредени во несреќи на паркинг, додека пак 99 деца загинале во 2019 година. Пресекувањето на сообраќајните текови во потрага по паркинг место. Непочитување. Првата причина возењето наназад во паркинг зоните, овде ви е прикажан еден график. Касае транспортот като цяло. Основниот ни фокус това са политики. Edukacije, dakle, Agencija za bezbednost saobraćaja godišnje kupi oko 1000 sedišta. Na lokalne samouprave mi imamo sistem finansiranja za lokalne samouprave gde se 30% od naplaćenih novčanih. Seminar za učitelje i vaspitače. Akreditovali smo u našem zavodu za unapređenje obrazovanja seminar sa poznatim ličnostima i veliki broj dece je tu i onda i tada koristimo prilike da kroz odgovarajuće edukacije. Materijali koje mi koristimo od prsluka, reflektujućih majica, ovih. Тој настан посебно значење на присутните од нас. За присуството, а сега една заедничка слика, а вечер повторно ве очекувам во 19 часот во Филхармонија да имаме една свечена академија. Ви благодарам.